Со околу 30 на члена фолклорниот ансамбл Бучим од Радовиш учествуваше на меѓународен фолклорен фестивал во Италија, кој има за цел да ја промовира балканската музика. Како што вели Драган Георгиев, раководител на ансамблот, тие учествувале заедно со уште неколку земји и ова за играорците на ансамблот е едно ново искуство и само дел од многуте нивни активности. Учествувавме на юбилеем 50 години поред меѓународен фолклорен фестивал. Фестивалот се одржуваше во околината на Удине, тоа е центар во близината на Словенија. Фестивалот имаше за цел да ја представи балканската музика, значи повеќе земји од балканскиот простор, учествува и фолклорни ансамбли од бившите руски републики. Бевме сместени во школски интернат, приемот беше организиран на ниво, така да и ние и децата сме задоволни се со оно што се чуваше во деновите на фестивалот. Како што вели Георгиев, фестивалот траеше 6 дена, а играорците имаа можност да уживаат и во природните убавини на градчето во кое се одржа. Освен обврските околу фестивалот, дел од организацијата вклучувал и дружење меѓу учесниците, а Радовишкиот ансамбл бил посетен и од голем број на наши иселеници. На фестивалот тие учествувале со повеќе кореографии. Фестивалот беше поделен во 3 групи. Така да првиот ден беше посветен на оркестарските изведби. Поред местната филхармонија и оркестарот на народни инструменти, нашите ансамбли настапија со изведба од нашето музичко поднебје и доста бевме успешни. Втората вечер им беше посветена на фолклорот и со така имавме успешен настап, изведувајќи карактеристични ори и песни од Малешевскиот крај и од нашето поднебје. Георгиев вели дека нивните импресии уште не стивнуваат и особено се горди што единствено нивниот ансамбл бил повторно вратен на сцената да одигра уште неколку кореографии на задоволство на присутните гости. Тој додаде дека активностите на фолклорниот ансамбл Бучим и натаму продолжуваат со ист интензитет и дека уште еден успешен настап ќе биде забележан во историјата на овој ансамбл.